Добро вечер. Минути за најновите информации од културата. Скопје ја доби својата прва музичка фолк тура со цел зачувување и промоција на македонската фолклорна традиција. Иницијативата наречена Скопска музичка фолк тура е дело на Фолконика, Центар за зачувување и развој на македонската фолк музика. Овој проект е насочен кон едукација на најмладите и промовирање на традиционалната музика на иновативен начин. Горди сме што успеавме да создадеме една ваква автентична приказна која ја поврзува музиката, историјата и културата на Скопје како епицентар на различни фолклорни бисери, истакнува Душко Ѓоргиевски, председател на Фолконика. Сметавме дека како здружение со ваквата музичка фолктура ќе допринесеме за развој на познавањето, за зачувувањето на фолклорот, на македонскиот фолклор, и тоа со ставање акцент на неколку точки, културни точки во градот, кои што се внимателно избрани и ми сметам дека се многу важни за запознавање со основите на фолклорот. Тоа се музеот на град Скопје, каде што има поставки на секакви инструменти, на народни инструменти, на изворни инструменти, посета на нашата мултиинструменталистка Бајса Арифовска, која што може да ги запознае посетителите со многу инструменти, како што се виолина, ут, сас, гајда, кавал, зурла, да не набројувам. Значи, тука се опфатени староградски народни инструменти и изворни инструменти. Но сметаме дека исто така важно е и важна културна точка во градот Скопје е работилницата на Димитар и Љубе Гиевски, која што се наоѓа на улица Евлија Челебија во старата Скопска чаршија. Инаку тоа се градители на музички инструменти, веќе со, па мислам дека околу, можеби повеќе од 100 годишна традиција. Тоа е начин да се види како се изработуваат квалитетни музички инструменти. Исто тоа можам да го кажам и за Стојанче Костовски, кој што од друга страна изработува изворни народни инструменти, како што се кавал, зурла, гајди и тапани и слични други инструменти, кој што пак опфаќа друг сегмент на со покривање на изворната народна македонска музика. Сметам со ова дека е соодветен начин за нашите млади генерации да ги запознаат основите на македонската народна и изворна песна, и сметам дека една добра форма за да се започне со основните познавања во оваа област. Скопската музичка фолктура ќе имаат можност да ја уживаат децата од целата држава, зашто Фолконика остварува соработка со училиштата и образовните установи со цел да се вклучи во нивните активности. Младите Дамјан и Сара, двајца ентузијасти со љубов кон македонската традиција, отворија уникатен дуќан за народни носии во центарот на Скопје на познатата станица Рекорд. Нивната визија е да ја сочуваат и оживеат автентичната македонска култура преку изработка на народни носии и рачни ткаења на разбој. Нивниот дуќан е прв и единствен од овој тип во градот. Ова каче е поделено во два дела. Првиот дел, односно делот кога ќе влеземе од вратата, десниот дел се ставени двата разбои, стариот разбој кој што е на излог и новиот разбој кој што го набавивме од фабрика во Србија, бидејќи си има фабрика специализирана само за разбои. На тие ќе се ткаат деловите од народните носии, а доколку левата страна е продажна, имаме изложено предмети кои што се на продажба и имаме направено дел каде што се ставени 4 кукли и секој еден човек кој што сака да се слика например со носии од својот крај или па странците да се сликаат со македонски носии, да осетат, да пипнат, да сликаат одблизу, да видат, да осетат волнен материјал, да осетат памучни кошули, да осетат марами, да се доближат повеќе до нашата македонска традиција.
Ние сега носиите ги наоѓаме на терен, меѓутоа за да речеме за 10-15 години веќе ќе биде тоа многу тешко. Секоја фамилија ќе си ја чува својата носија, веќе нема да ги отуѓуваат, нема да ги продаваат и ќе биде многу тешко за нас колекционерите да ги откупуваме, па веќе ќе мора да се вратат на тоа да се изработуваат повторно народните носи, да гледа да се запазат оригиналните форми, оригиналните орнаменти на народните носи, на појасите, на скутините, шарите, така да сметам дека се допрва ќе доаѓаат нови млади генерации кои што ќе се бават со ткаење, со везење, со плетење и дека оваа традиција никогаш нема да згасне. Кавадаречката библиотека Феткин воведе нови услуги за нејзините членови. Од сега па натаму тие ќе може да резервираат книги преку интернет, но и онлайн да го продолжат рокот за изнајмените дела. Нема повеќе чекање за да се добие омилената најнова книга. Од 1 јануари библиотеката почна со отварање профили за своите читатели на онлайн платформата Цобис плюс МК. Преку профилот може да се резервира книга што се сака да се прочита, без да мора да се чека да биде вратена на нашите полици, појаснуваат од библиотеката. Со отворање бесплатен профил, освен достапност до овие услуги, членовите имаат пристап и до базата на сите наслови што веќе ги прочитале. Овие две услуги ќе бидат бесплатни во промотивниот период до 1 март. Тука ги завршуваме вестите од културата. Ви благодарам на вниманието, останете со програмата на телевизија Алфа.